правиме, рекол нашиот великан Петре М. Андреевски. Почитувани, по повод 21 февруари, денот на мечиниот јазик, Сдруженијето за оделенски наставници, накратко ЗОН, организира вебинар на тема еколошко образование и климатска писменост преку експериментални активности. Честа и задоволството е мое и јас да го водам овој вебинар. Пред се, сакам да ви се представам. Јас сум Весна Бошковска, оделенски наставник, наставник-ментор од Основното училиште Кирил Печиновик, Кисела вода од Скопје. Дел сум, имам 22 години работно искуство во образование, еден сум од координаторите на ЗОН и секако соработник на Екологик. Со Екологик започнавме пред неколку години со една обука, каде што ја следав обуката за климатски промени, и таа соработка со нив се уште трае. На почетокот би сакала да ви наговестам дека во текот на целиот вебинар ќе биде споделен линк во чет на Google Forms, каде што вие треба да ги запишете вашите податоци. Значи, ќе нагласам исклучително сите податоци да бидат запишани на овој линк што ќе биде споделен. Сите од македонска националност пожелно е да пишувате со кирилично писмо, а останатите слушатели може да запишат и со латинично писмо. Значи, кој како сака, како што ќе биде податокот напишан, така ќе биде и вашиот сертификат. За овој вебинар го имаме нашиот гостин, директорот и оснивачот на организацијата Екологик и Вело училиште Никола Нешковски. Тој работи со повеќе од 180 училишта низ нашата земја. Никола е дипломиран еколог, обучувач, едукатор на полето на неформалното образование, најчесто на теми кои што се поврзани со екологијата, со еколошкото образование, спортот, одржливиот развој. Добро вечер, Никола. Добро вечер, Весна. Добро вечер, Добро вечер на сите. Прво, Весна, благодарам за убавите зборови. Јас само едно нешто мислам дека заборави, а тоа е неформално образование во формални средини. Тоа многу сакам да го кажувам, бидејќи сите пристапи кои ги практикуваме како организација се базираат на неформалното образование, меѓутоа најчесто поработиме со формалните институции, како градинките и основни училишта. Така да фала ти уште еднаш за убавите зборови. Нека ни е среќен и празникот. Така да баш убав ден за убав вебинар. Би сакал да продолжам со заблагодарување на ЗОН, на Сдруженијето на оделенски наставници, бидејќи долго време планиравме нешто вакво да направиме, еден вебинар, поготово вебинар со практични активности, да не се базира само на презентации, и баш ми е мило што дојде конечно денот за да представиме делот од нашата работа. Наташа, благодарност голема што не покани и што успеавме конечно да се договориме, така да благодарности до тебе за денешниот ден. Јас не би должел многу, бидејќи главниот дел на вебинарот ќе се случува после мене, бидејќи нашата колешка, наставничката Билјана Арсовска, ќе презентира серија на убави активности, серија на експериментални активности, впрочем и за тоа сме дојдени. Меѓутоа, пред да почнеме со експериментите, јас би сакал да представам на кратко што работиме и како работиме како организација, бидејќи сметам дека на сите вас присутни овде би ви одговарале тоа да го видите и да видите со какви ресурси располагаме и на кој начин ги креираме истите. Јас ќе го споделам екранот, имам една кратка презентација со линкови. Како што знаете, наведен е вебинарот Еколошко образование и климатска писменост преку експериментални активности. Ова е една од
поглавните теми на кои сме фокусирани изминативе години. Инаку како организација од 2011 година работиме активно во промовирање на овие теми и буквално уште пред да, ќе биде малце смешно, но уште пред ние да го дознаеме концептот на искуствено учење дека тој така се вика, ние го работевме тоа. Во смисла на тоа дека после се запознавме и како се вика тој концепт, кои му се главните страни, како функционира и така натаму, со што едноставно и станавме подобри. Меѓутоа од 2011-та наваму го работиме овој концепт и тоа главно го работиме со основни училишта. Овде имаме еден, веќе како што гледате сум префрлен на нашата веб страна, имаме еден документ кој се вика портфолио на Екологик. Тој е еден обемен документ од, како што може да видите, 159 страни. Јас нема да одам низ него во детали, меѓутоа би ве поканил слободно да отидете на нашата страна и да го видите или па и да го симнете ако сакате. Сите линкови во поглед на овој дел ќе ви бидат испратени во поглед на мојата презентација, така да ќе може да видите и да симнете секаков тип на ресурс кој ќе го спомнам во овие 10 минути што следат. Главно како организација работиме во поле на кампањи, во поле на креирање на едукативни ресурси, различни типови на игри, при што можам да кажам дека сме пионери во креирање на едукативни игри, поготово за градинки за основни училишта, и во поглед на промоцијата на учење низ игра и учење со игри. Малце повеќе ви кажувам за овој дел во понатамошниот дел. Во поглед на самата организација и публикациите кои ги правиме, јас само ќе ви покажам мал дел, ќе ги излистам, оние што сметам дека ќе ви бидат од корист за воиднина да си ги симнете од нашата страна. Тоа се публикациите заштитници на планетата, овде имате интерактивни активности и буквално задачи за децата, кои ги работите на самиот час во и надвор од училница. Единствено што треба да направите или децата сами да ги скицираат или да ги испринтате од самата публикација која ќе ја симнете. Тие ги имаме во 4 епизоди. Понатаму имаме активности што се поврзани конкретно за раст и развој кај децата од морален аспект, активности поврзани со физика и со хемија, каде што се прават некои експерименти во тоа поле, и ред други публикации кои, ако почнам да ги спомнувам сега, буквално ќе ни отиде целото време, меѓутоа сакав да ги видите за да знаете после тоа каде да се обратите на страната и да си ги стигнете буквално сите. Сите се достапни најчесто во македонска и во англиска верзија, а некои ни се во македонска, албанска и англиска верзија. Во поглед на темите што ги обработуваме, главно ни е еколошкото образование, така и започнавме. Од 2014 почнавме да воведуваме и други теми, темата велосипедизам, и некаде од кај 2017-2018, а од изминативе 2 години, да речем малце и поинтензивно, учењето во природа. На ова се базира нашата работа и буквално се што правиме, гледаме да го правиме да се базира на овие 3 столбови. Сега, во поглед на пристапите и како се тоа го правиме, затоа и сме тоа тука, јас сакав да споделам некои интересни активности кои ги имаме креирано и ресурси кои ги имаме креирано изминативе години, кои се поврзани со искуствено учење, учење низ игра, игри во самото учење. Според нас гледав да ги оделам овие 3 различни активности за да направиме една разлика што се ова значи, бидејќи според мене има голема разлика која ќе го употребуваме и како ќе го употребуваме. Овде би сакал само да го спомнам моментот дека во нашата работа ние се служиме со, да не ме разбирате погрешно, така наречените бели лаги. Под бела лага подразбирам да на детето му сервираме тема што е од општи интерес, која е корисна за неговиот правилен раст и развој, меѓутоа преку сервирање на нешто што него му е интересно и што него потсеќа на учење. Мене ми е многу интересно да ги спојувам овие пристапи и секогаш гледаме да преку концептот на забава, преку концептот на нешто што не е асоцира на тест, што не е асоцира на книга, ние сервираме активности и теми кои што ги имате застапено во вашите курикулуми и во вашите програми. Така да, досега мислам дека прилично успешно го спроведуваме сето ова и може би бара малце повеќе труд во самата подготовка на овој тип на активности, меѓутоа кој ќе го сервирате кај детето буквално со цела страст го прифаќа како такво.
Во поглед на искуственото учење, Весна нешто спомна, во поглед на обука одржана. Тоа беше пред, ако не се лажам, 2-2,5 години. Во Скопје имавме две обуки, една беше за воспитувачки од градинките, друга беше за наставнички од основните училишта, наставнички и наставници. При што имавме по околу 25 учесници на двете обуки и тие беа во времетраење од 5 денови. Вкупно беа фатија, да речеме 25 часа, меѓутоа искрено мислам дека часови фатија самите обуки, зашто ова беа едни од ретките обуки што се базираат целосно на пракса. Односно, моментот на ваков тип на презентирање траеше 10 на 15 минути, се базираше на експериментални активности и на практични активности, проследени со дискусија. Така да, во поглед на искуственото учење, ние во изминативе 2 години може да се пофалиме со креирање на едни многу интересни и корисни видеа за вас, како образован персонал, бидејќи низ видео 3-4 минути, подоцна мојата колешка Билјана ќе покаже и некој да види баш да видите за што станува збор. Во неколку ние представуваме буквално цела лекција, што е лесно да се свати од самиот наставник, зборам да се свати од аспект на подготовка, а и да се разбере од страна на учениците од аспект кога ќе дојде моментот да работат оваа активност, да биде баш направена на најефективен начин. Ќе видите и дека за прв пат во Македонија успеавме на серија на едукативни материјали, како што се видеава конкретно, да додадеме и знаковен јазик, така да за дечињата што имаат проблеми со слушање, да обезбедиме превод буквално за нив, така да се надам дека ова ќе користи за тие дечиња исто така. На нашата веб страна и на YouTube каналот, јас само ќе ги скролнам вака надолу да ги видите, имаме околу 60. Овие 60 на видеа се наменети за од прво до 5 одделение и се поделени во неколку категории, со тоа што сите се поврзани со еколошко образование и климатска писменост. Зошто климатска писменост? Бидејќи сакавме на децата да им го доближиме концептот на климатските промени, бидејќи веќе не е така абстрактен како што бил пред 2, 3, 5 или 15 години, туку веќе го гледаме околу нас. И за да го сватат децата на правилен начин, треба да направат одредена активност и да ја доживеат фактички промената, за да знаат што се случува околу нас. Буквално искуствено учење. Така да нема да должам многу за видеата, ќе можете да ги видите на нашата веб страна, ги имаме ни во македонска и албанска верзија и плюс на знаковен јазик. Тоа е во поглед на искуственото учење. Само би најавил овде дека оваа година ние ќе организираме повторно на пролет, ќе организираме обука. Таа ќе биде трета поред, бидејќи две направивме како што спомнав пред 2,5 години. После имавме период на интензивно креирање на материјали и малце работење повеќе на мешање или комбинирање на искуственото учење со учењето во природа. Што значи дека минатата година ние направивме една обука за исто за воспитувачки и за наставнички на тема учење во природа и како истото повеќе да се практикува со нашите деца, бидејќи од она барем што го добивме како статистика, македонските дечиња многу малку поминуваат време надвор во споредба со, да речеме, ајде учениците од Европа, што не наведе на тоа дека и учењето за екологија и климатски промени не е учење во 4 зидови. Така да чисто еден апел би спомнал само кој кога може и колку може да го интензивира овој процес на вадење на учениците во една училница во природа, да речеме што може да биде вашиот училишен двор или игралиштето на училиштето. Тоа поглед на искуственото учење, секако ќе ви најавиме кој ќе има обука, бидејќи тие се од јавен карактер, ги објавуваме на нашите социјални медиуми и буквално функционира на пријавување и прв дојден прв услужен концепт, бидејќи многу луѓе се пријавуваат, ама дефинитивно ќе продолжиме со истите, бидејќи гледавме дека во изминатиот период, гледавме дека истите се многу корисни и дека вие како персонал имате желба да ги споделувате, што нас многу не радува. Јас само би го спомнал моментот дека имавме коефициент на 1:6 споделување на знаења кон колеги од страна на наставнички и воспитувачки кои присуствувале на нашите обуки. Во превод, една наставничка што присуствувала на нашите обуки направила дисеминација, односно споделила знаење кон 6. Тоа беше просекот кон 6 нејзини колешки или колеги.
Така да тоа е за нас прилично успешен податок. Сега ќе ви пуштам едно видео за концептот учење низ игра. Ова е тој момент што ви го спомнав на бели лаги, ние што сакаме да си го кажеме, барем јас искрено, од аспект на тоа дека сервираме нешто што децата знаеме дека го сакаат, а паралелно на тоа им сервираме теми кои сакаме да ги научат малце во повеќе детали. Се работи за темата велосипедизам. Јас ќе го пуштам видеото, бидејќи колку што знам звук нема да имаме, така да додека трае видеото од неколку минути ќе ви објаснам што значи за нас барем тој концепт на бела лага. Ме слушате, се надевам, бидејќи го мутирав звукот? Да. Добро, супер. Додека го гледате видеото, може да приметите дека освен велосипедот, кој во одреден период на животот кај секое дете предизвикува љубов, предизвикува радост, ние го искористивме тој момент и буквално преку велосипедот како централен дел на нашиот велородео настан, кај што имаме и собствен полигон каде што ги учиме децата за подобрени велосипедски вештини, безбедност во сообраќај и слично. И на самото видео ќе приметите имаме пропратни едукативни станици. На тие едукативни станици ние сервираме теми од еколошка тематика, односно експерименти, лего коцки, каде што буквално си ги дизајнираме сами сопствените градови или сопствените населби како сакаме да изгледаат, инфраструктурно збориме, зеленила, пешачки, велосипедски патеки, гужва, урбанизам и така натаму. И креативни работилници, каде што децата преку пишување на поеми и цртање на цртежи на теми и ги задаваме годишно на самите настани, се менуваат нели тие од година за година, ги мотивираме да размислуваат повеќе на екологија и на заштита на животна средина. А оваа година бевме мотивирани од некои резултати на ПИЗА, каде што беше дадено дека македонските основци и средношколци слабо читаат. За таа цел ние решивме на годинешниот, на 2023 велородео настанот, да имаме и работилница за читање на книги. Така да со професионалци, со автори на книги, буквално децата седнуваат, читаат, вежбаат читање. Едноставно на интересен начин во опуштена атмосфера пробувавме да ги отвориме, да ги опуштиме за да полесно води овој процес. Така да како што гледате, на секој можен начин пробуваме да го воведеме овој тип на искуствено учење на неформални методи во формални средини, со цел да допреме до дечињата на еден интересен начин. Јас ќе ви ги споделам овие видеа и во чатот, со цел да не го оптеретувам вебинарот и времето, бидејќи имаме 7 интересни експерименти што ни следат. Би се вратил само на последниот слайд од моја страна, каде што имам излистано 6 линкови, меѓутоа имаме многу повеќе што ќе ви ги споделам во самиот чат. Линкови каде што може да најдете активности, прирачници или видеа што се поврзани со искуственото учење. И тоа искуственото учење на тема екологија, на тема спорт и здрави животни навики и на тема велосипедизам. Јас сакав само да ви дадам вовед, сега стопирам шерување, сакав само да ви дадам вовед на она што следи и на практичниот дел на овој вебинар. И исто така би сакал сега да најавам, тоа со Наташа треба во иднина да го прецизираме, со Наташа за да направиме еден вебинар каде што или можеби и практична активност баш во живо, тоа ни е исто специјалност каде што ќе промовираме спорт и спортски активности кај деца, меѓутоа исто така пропратени со оние теми кои сакаме да ги сервираме независно, без разлика кои теми ви се омилени или кои ги сакаат дечињата. Јас би застанал тука, бидејќи ако ме оставите имам да зборам и да покажувам мал милион работи, така да ова беше само еден тизер, да речеме, колку да отвориме вебинар. Ви благодарам на сите за присуството. Јас сум малку збунет у моментот, бидејќи гледам дека има скоро 400 учесници на вебинаров, така да огромна благодарност на сите што одвојувате време да не слушнете и видите. Благодарам. Никола, ти благодариме за исцрпното излагање. И вела цело е кога има се. А кога има се? Кога сме ние наставниците. Затоа тука е нашата колешка, оделенскиот наставник, Билјана Арсовска, која што има работно искуство 15 години во основното училиште Вера Јосиф во Скопје. Таа е наставник ментор.
Долгогодишен надворешен соработник во Екологик за искуствено учење и климатски промени, едукатор, обучувач, реализатор на многу работилници со наставници, со ученици за искуствено учење и климатски промени и лего активности. Добро вечер, Билјана, повелете. Добро вечер и од мене. Ти благодарам, Весна, за прекрасната најава. Благодарност до звоничител, до Наташа Тодоровска, која не овозможивте учество на ваков тип на вебинар, за кој сметам дека од голем значење е корисен за сите наставници. Најнапред, често одговорноста е голема да бидеш предавач на толку голем број наставници, ентузијасти. Јас предавам во деленска настава и делот со експерименталните активности е составен дел од наставата, преку кои големи придобивки имаат учениците, но и ние наставниците. Зошто се нафатив на предавач на овој вебинар? Зашто искуственото учење или учењето преку експерименти, кои ми ги пренесоа Екологик, допренесоа до многу позитивни промени кај учениците, поквалитетно, потрајно знаење и сметам дека оваа практика треба да ја примена кон наставниците. Јас денеска ќе ви покажам еден краток дел од презентација за спроведените експериментални активности со учениците и поголем дел од активностите ги спроведуваме со експерименти. Во прилог ќе ви ја пратам презентацијата. Ева вака сега. Учењето преку експериментални активности. Појдов од зошто учениците треба да учат по пат на искуствено учење или експериментални активности. Во каква состојба се наоѓа природата и животната средина, на кој начин можат идните генерации да помогнат да ја заштитат животната средина, дали преку искуственото учење можеме да го задржиме вниманието на учениците и учењето да им биде интересно, а знаењето трајно, кој е моето искуство и моите придобивки како наставник преку искуствено учење, кои се придобивките на учениците, кои се искуствата на наставниците од училиштето кога ја предавам Вера Јоцик за искуственото учење. Во прилог ви праќам слики, значи ќе гледате фотографии од спроведени експериментални активности, дека јас се обидам да одговорам на природата се наоѓа во алармантна состојба за која е потребно брзо и одлучно действување. За решавање на еколошките проблеми потребен е детален пристап, што треба да се почне со образование, со еколошкото образование. За идните генерации да помогнат и да заштитат животната средина, ние наставниците треба да ги поттикнеме учениците да ја развиваат истражувачката љубопитност и да чуваме идните генерации кон одржлива и заштитена здрава животна средина. Целта е преку интерактивна работа да се пренесе знаењата и вештините во форма на мисловни никулци, што треба да продолжат да се развиваат во текот на учењето, за да се придонесе за развојот на учениците. На почетокот, кога започнавме со овој тип на активности, првичниот интерес и реакција на децата за учество на овој тип на активности е дека горди се кога ќе го видат резултатот од собствениот труд. Сите ученици се ангажирани на ист начин и ниту еден од нив не одскокнува од другиот, како што е често случај кога се бара точниот одговор. За разлика од вообичаениот пристап на барање на точен одговор, за време на експериментите можни се и дозволени сите одговори. За разлика од например, децата земат примери од секојдневното искуство и од областите кои што веќе ги познаваат. Преку искуственото учење сите дечиња добиваат можност да се истражуваат на различни научни поеми и решавање на различни проблеми и да бидат најнеочекуваната придобивка која што ја забележав беше кај оние деца кои што се инаку срамежливи и израз. Тоа што ми се допаѓа кај експерименталните активности е самата активност експеримент, каде што детето учи преку пат на практична работа и само доаѓа до решение и истрајни се.
Децата, особено во пониските оделенија, им се потребни активности кои будат љубопитство, создаваат интеракција. Активниот пристап на учењето е оној кој што го трансформира образованието на позитивен начин. Децата на оваа возраст учат преку практично искуство, преку нивните сетила. Гледањето и допирањето на предметите им помага да дојдат до решенијата. Во нашето училиште Вера Јоцик, активности во нашето училиште Вера Јоцик, вкупно, значи сите оделенски наставници вкупно тестиравме 74 активности, каде што сите наставници го имавме истиот одговор, односно дека преку овој тип на активности, љубопитноста и знаењата на децата се зголемени и остануваат трајни, и со решенијата доаѓаат од самиот проблем, решаваат проблемот. Од фотографиите можеме да забележиме дека учениците директно учествуваат во експериментите, наставниците помагаат, експериментите, материјалите за работа се лесно достапни и се користат во секојдневниот живот. Сега што можам да кажам од сето искуство што го имам добиено преку екологик и што не имам научено и се здобив со големи вештини и големо знаење, е како на поедноставен и на попрактичен начин да ја пренесам содржината на децата. Ние одлучивме да направиме слободен изборен предмет, кој што влегува во редовна настава и каде што може да го користат сите наставници. Изборниот предмет се вика еколошко образование, изработен од мене во соработка со Сдруженијето на граѓани Екологик. Сите содржини се изведуваат преку експерименти и лего активности, составени од 3 прирачници, односно за секоја активност е експериментална, имаме линк, каде што може осликовито за децата преку линкот се носите директно до содржината, каде што може учениците осликовито да ги погледнат содржините. Едниот прирачник е составен од слики. Ова е мојот прирачник за еколошко образование и климатска писменост и е направен од деца за деца. Суштиност. Дизајнот е од дечињата, од самите деца, цртежите кои се следени исто така се на самите ученици. Сите активности се претходно тестирани, а е изготвен прирачникот е направен, цртежите доаѓаат од учениците кои што го направиле, го тестирале експериментот. Освен содржината и дизајнот од сликите, ние направивме и видео. За секоја содржина има видео, тие се составени на Edwino платформата и се одобрени од БРО. И можете вие како наставници да го пуштите видеото на часот, за учениците да го погледнат, пред да ја спроведат активноста. Видеото е со превод на македонски и албански јазик, исто така има и превод за глувонемите ученици. Јас во прилог ќе ви го пуштам видеото, вие ќе го погледнете, а потоа можеме да се спремиме за експериментите. Се надевам дека ви се допадна активностите кои што ги погледнавте.
Го завршивме видеото, така? Не слушате? Сега ќе започнеме со активности. Би сакала сите слушатели да бидат подготвени, знаете имавме нападствија. Билјана ќе започне со изведување на експерименти. Никола, вклучете го микрофонот само. Да. Подготвени? Да во нашата работилница. Сега ќе започнеме со експериментите. Поставката за правење на експерименти е следната. Мора прво да кажам, за време на часот, учениците со учениците на почетокот дискутирате, учениците даваат своји претпоставки и претпоставките ги бележат во своите работни тетрадки. Учениците ја прават за активноста, ја испитуваат активноста, доаѓаат до заклучок и заклучокот го пишуваат. Првата наша активност е растение. Намената е за учениците од прво одделение, но може да се користи и во останатите одделенија. Сите активности се изработени според стандардите кои се дадени од БР. За првата активност, за почеток, учениците ќе треба да научат како да опишуваат од семе да стане растение, како да објаснат дека на растението им се потребни светлина и вода за да растат, да препознаваат и именуваат фази на растението, за растот на растенијата, животниот циклус на цветните растенија. Ќе земеме една тегла. Теглата ја исполнуваме со памук. За оваа активност потребна ни кујнска хартија. Кујнската хартија внимателно ќе ја ставиме помеѓу ѕидот на теглата, стаклото на теглата и памукот. При тоа ќе внимаваме целиот ѕид да биде исполнет со кујнската хартија. Сега да гледате. Става што малку од кујнската хартија. Ќе извадам малку, ќе извадам памукот. Наредно нешто. Откоја? Ќе го обложам ѕидот. Цел, внимателно, убаво, со кујнската хартија. Помеѓу кујнската хартија и памукот ќе ставиме семиња. Семињата може да ставите различни семиња. Јас моментално ќе ставам семиња од граф. Ставите некој семе да има од одгоре. И на крајот,
Ќе гледам куинската хартија и памукот да ми бидат натопени до вода. Ќе забележите дека ѕидовите на теглата, кај што е памукот, може некаде и да не се натопи со вода. Ќе внимавате да многу да не ставите вода. Ќе помогне да се помош на прсти, да проверите дали е ставена вода. И вака изведенијата активност ќе ја оставите. Во наредните 10 дена, учениците ќе следат промената која што се наоѓа. Учениците, значи, воочуваат дека семките започнуваат промена во изгледот и почнуваат да растат и да растат. Учениците го следат развојот на семките се до формирање на младото растение. Тие заклучуваат дека на растенијата им се потребни светлина и вода за да растат. Учениците заклучуваат дека секој вид на растение има различна динамика на раст и на развој и идентификуваат раст на растенијата во фазата на растење. Вака направената тегла ќе ја оставите веднаш покрај прозорецот во училницата. Како контрола може да имате уште една тегла, на ист начин направена, меѓутоа да нема ставено вода внатре. Истата тегла ставете ја покрај прозорецот. Учениците треба да воочат разликата помеѓу двете тегли. Како контрола можете да ставите и трета тегла, каде што ќе ставите истите состојки, меѓутоа теглата нема да оставите на светлина. Ќе оставите во темна просторија. После 10 дена ќе направите споредба. Учениците заклучокот ќе го забележат во своите работни тетрадки. Ова беше првата активност. Се надевам дека ви се допадна. Веднаш по со активноста направете рефлексија што правевме денес. Дали активноста ви беше интересна, како се чувствувавте, како можете наученото да го примените во секојдневниот живот и како се чувствувавте за време на часот. Втората активност што ќе направиме ќе не биде живите суштества и нивните живеалишта. Конкретно ќе не биде грижа за околината. Јас само ќе земам потребните состојки, песок, 3 чаши со различна прехранбена боја, четвртата чаша ќе ни биде за контрола, 3 прехранбени бои, шприц и пожелно да имате медицински ракавици кои работите со боја. За почетокот, за активноста, учениците ќе дискутирате за загадувањето на почвата и за неговото влијание врз живиот свет. На кои се начини може да се загади почвата? Како може да влијае загадувањето на водата и штетното дејство врз живиот свет? Учениците ќе треба да научат оваа активност, да ги опишуваат позитивните и негативните влијанија на човекот врз околината. За почеток, во една тегла, јас земав поголема кугла, за да биде малце по-писливо на вас да ви ја представам, ставиме песок. Можете да ставите темен песок, јас избрав да ставам светол песок за ефектот да биде малку по-голем по-волши. Теглата ќе ја исполните со 2/3 од песок. Песокот го оставаме на страна. Иземаме прехранбена боја. Прехранбената боја може да ви биде течна, може да ви биде исто така и од цврста состојба. Во секоја чаша ставаме различна прехранбена боја. Полниме половина од чашите со вода.
Доколку е потребно да помешуваме, то можеме да забележиме дека бојата веднаш се меша. Внимателно, за да имате поголем ефект над зидовите од теглата, ставајте полека од боја. Оставете така. Туку конкретно во мојот случај, не ми е потребен медицински шприц, заради тоа што земав поголема кугла, а количината на водата ми беше колку што во теглата. Вие ќе можете да направите, да ставите. Можеме да земаме вода колку за пример да ви покажам. Изборам водата. Повторно правиме истата постапка. Ставаме боја. Бојата веднаш се меша. Сега ги забележиме дека песокот се бои. Знаеме дека песокот попушта водата, остатокот останува, вишокот вода ќе се обидеме со медицински шприц да извадиме. Но пред да извадиме вишокот водата со медицински шприц, учениците ќе воочат дека песокот се обојува со бојаната вода, односно бојата не е во улога на загадувач. Тие си ќе заклучат дека загадената вода продира во почвата, а воедно и до растенијата, конкретно храната која конзумираме, а на тој начин штетно влијае на живиот свет. На крај на активноста со медицински шприц, вишокот од водата ја вадите, се додека има. Активноста е многу интересна, размногојна за дечињата. Ова активност е работа дечињата во второ одделение, но може да работат исто така, значи и поголемите дечиња. Вака изведената активност ја оставаме да отстои. Чекаме да видиме каква промена ќе се случи. Се надевам дека може да се види бојата, односно загадувачот на почвата. На крај, забелешките, заклучоците, учениците ги забележуваат во своите работни затравки. Вршиме рефлексија, како се чувствува на часот, колку се напоголни ова не е втората активност. И сега, третата активност, ќе треба да ги сведам ракавиците, бидејќи нема да почне работа, е горење. Односно, промена на материјалите. Учениците преку оваа активност ќе треба да го идентификуваат горењето како неповратна промена, да ја препознаат опасноста од појавата на пожарот во домот и насекаде. Ова е доста интересна активност. Потребно чајче, литар чајче, чаша за отпадокот и ножици и захапка. Внимателно се обидуваме филтерот од чајот да го истечеме
конецот кој што се наоѓа и чајот кој што се наоѓа во филтерот да го истуриме во корпа за отпадоци, во чаша. Тоа е многу интересна активност, каде што ќе се обидеме да направиме од филтерот од чајот или било кој филтер, не мора да е од чај, да направиме цилиндар. Пред да почнеме со активноста, дискутирајте со учениците како настанува пожарот, за горењето на природните материјали, за влијанието на пожарите врз шумите и живиот свет во нив. Дискутирајте за неповратниот ефект кој што се наоѓа врз шумите и врз живиот свет. Дискутирајте за топлиот воздух. Исто така би сакала да дискутирате своите претпоставки, да ги забележите учениците што се случува со отровните материи кои што ги испушта огнот и каде одат, дали нагоре или надолу се враќаат. Претпоставките нека ги забележат учениците. Го поставуваме филтерот за чај, од кој ќе го поставиме. За поголем ефект да имате, убаво би било двете страни да го запалите филтерчето. Се надеваме да се наоѓа во централна позиција. Чекаме да видиме што ќе се случи. Можеме да пробаме уште еднаш. Што забележавте дека се случи? Јас би сакал само да се уфрлам за тоа со биви пробуваме и втор пат на оваа вежба, иако првиот пат беше успешен. Бидејќи освен моментот со пожарот, со горењето како процес, што може да им се објаснува на децата, исто така оваа вежба ја користиме и за објаснување на процесот на како топлиот воздух се крева нагоре. Така да оваа вежба со филтер кисичка е идеален пример за да го покажете тоа на децата, бидејќи нели кога ќе го запалиме кисичето, топлиот воздух оди надолу, се случува инверзија и го крева кисичката во воздухот, така да е прилично практичен пример на децата да им објасниме како топлиот воздух оди надолу. Така да уште еднаш би ја пробале чисто ете за репрезентативно. Сега пробуваме уште еднаш. Добро. Вториот стандард кој што би го земале, исто било така што го кажа Никола, за топлиот воздух дека оди нагоре. Многу убава промена, многу убаво објаснето кај учениците. Повторно одиме, значи од двете страни ќе запалиме за поголем ефект да има. И сега ќе забележите внимателно како, значи, отровните материи се враќаат повторно назад. Сега ќе дискутирате за резултатите од добиениот ефект за горењето како неповратна промена. Учениците ќе поучат дека отровните материи, остатоците од пожарот, ги гледаме тука, повторно се враќаат назад. Ќе направат споредба со горењето на материјалите. Со горењето што настанува при пожарите и извлечете заклучок дека горењето, вклучително и она што настанува при пожарот, предизвикува неповратен ефект за животната средина. Со тоа, по шумите, животните и цел жив свет го губат нивното живеалиште и штетно влијаат за нив, за живиот свет и за околината. Дискутирате со учениците како можете наученото да го поврзате со случувањата во секојдневниот живот и оставете да ги дадат своите. Ова е третиот експеримент, се надевам дека ви се допадна многу, доста интересен, господи за учениците. Како четврт експеримент кој што ќе го покажеме е дишењето кај животните, особини на животните, растенијата и нивната подалба. Експериментот повторно може да се понуди за сите оделенија, конкретно е за четврто оделение, меѓутоа исто така можете да го покажете и во другите оделенија. Учениците преку овој експеримент треба да научат да направат разлика помеѓу начинот на дишење кај копнените и водните животни и да ги опишуваат нивните органи за дишење. Например, белите дробови и жабрите.
За дискутирајте со учениците за начинот на дишење на копнените животни и да опитат да ги опишат органите за дишење. Ова е многу интересен експеримент. Потребни ни се 2 цевки, 2 цевки или сламки. Потребно ни е хартијан селотейп, тој е најлесен, бидејќи може лесно да се скине и децата можат лесно да го користат. Ќе земаме, страна ќе остава сега еден коле, бокал со вода и водоотворен маркер, или докато немате водоотворен, тогаш нека биде обичен фломастер црн. На грлото на балонот, на цевката, ќе го залепите балонот со помош на хартијан селотейп. Погледнете внимателно. Половина балон го лепите, половина од цевката. Доколку има потребно помош на учениците, помогнете. Доколку можат некои ученици побрзо да завршат активноста, нека помогнат на останатите ученици. Многу е битно да се залепи, односно на цевката да биде залепена со балонот, за да не може да прими вода балонот и воздух да не може да прими сликата. Истата постапка ќе направиме и со вториот балон. Всушност, сега балоните со цевки ги представуваат белите дробови кај копнените животни. Од кога ќе пробираме дали во се залепени. Двете цевки и се обидеме да ги залепиме една до друга. На овој начин практично добивме бели дробови. За проба мораме да провериме прво дали балонот ни е дупнат на нас. Се обидуваме да дупнеме. Учениците забележуваат дека кога ќе дишат во балоните, што всушност представуваат бели дробови, тие се надвојуваат. А со издишување, белите дробови се собираат, се празнат. Сега, следна активност. Во голем сал, во внатрешниот дел, докато вие прозират салот, можете во надворешниот дел, со маркер да одбележите нивото на водата која што моментално е поставена. За секој ученик ќе бележите со маркер на следниот начин. Тој ќе омладува балонот и ќе притисне со двата прста балонот ќе остави во водата, во која што всушност е волуменот на воздухот од белите дробови. Така да ќе дивне само еднаш и ќе притисне надолу. Тука се наоѓа волуменот на воздухот од белите дробови, толку ќе се покачи нивото на водата, каде што наставникот забележува со маркер. Не знам дали може да се забележи на камера како се подигнува нивото на водата. Додека се подигнува нивото на водата, наставникот со маркер побележи, значи колку е подигнато нивото на водата на секој ученик посебно. Така да учениците ќе заклучат дека со воздухот што го вдишуваме влегува во белите дробови и ја забележуваат важноста на чистиот воздух во природата кој е битен за здравието на живиот свет. Оваа активност ќе земе скоро цел час да изработат учениците, но е многу интересно. Може да им кажеме на учениците истата активност да ја повторат и дома. Сега можеме да направиме мала пауза да пуштиме видео. Да направиме кратка пауза, па потоа да настапиме со следните активности. Се разбира доколку е спремно видеото.
Здраво на сите, ќе пуштиме видео баш од оние видеа што ви ги покажав од нашата презентација. Така да само еден момент. Инаку концептот на видеата и на овие активности е под името на Еко училница. Ќе го пуштам видеото со во следните неколку минути уживајте во видеото. Почитувани, пред да започнеме понатаму, би сакала само едно подсетување. Фала на вниманието. Да, само Никола малку во чет да се пополни формуларот, само едно мало подсетување. И верувам сега сме подготвени да продолжиме со следните активности. Повелете. Само Весна, извини, пред Билјана да продолжи со активностите, чисто да уште еднаш да спомнам, за сите што имате интерес од вакви содржини, слободно посетете нашата веб страна на ecologic.mk. Исто така овие видеа ги има и на Eduino платформата,
така да можете и таму да ги најдете и да ги користите како ресурси нели во секојдневната настава. Били слободно, може да продолжиме. Следната наша активност е само дувачки балон, агрегатни состави на материјата и промена на агрегатните состави, каде што може да се сретне трето, четврто деление и то деление. Учениците треба да се стекнат со знаење да направат разлика помеѓу цврстата, течната и гасовите агрегатна состојба. На почетокот со учениците дискутирале за гасовите што се наоѓаат насекаде околу нас, дискутирале за начинот на кој гасовите го саќаат целиот простор, што е на располагање со рубовите и масата. Овие учениците треба да се стекнат со знаење дека во одредени услови супстанцијата може да постојат како цврста материја, како течност и како газ. За денешнава активност доста интересна. Потребно ни е едно мало шише пластично, кое што ќе го наполнам со оцет. Половина, го полнам од прилика околу половина шише со оцет. Сега пак ќе напоменам дека ова е експеримент. Зависи до балонот, значи може некој балон да е дупнат, да се погоди да е дупнат, мали балони, големи балони, тенки, дебели, така да може се секакви последици. Успешен, неуспешен експеримент, доколку е неуспешен експериментот, поради некои од наведените причини, го повторувате истиот експеримент. Може би на некој да не се надува балончето, може да прсне балонот. Битно е дека ставаме сода бикарбона во балонот и исполнуваме содата бикарбона во балонот вонатре со помош на имка. Каде што содата бикарбона имаме се наоѓа во цврста агрегатна состојба. Оцетот се наоѓа во течна агрегатна состојба. Ќе направиме мешавина од содата бикарбона и оцетот. Со оваа мешавина ќе видиме, ќе забележиме каква промена ќе се случи, односно како трета агрегатна состојба. Внимателно истуриме. Еве, тоа е тоа што го кажам. За таа цел ќе земеме друго балонче, сода бикарбона ќе земеме. Само еден момент, ако може јас да го ишикам неведот и да го направим. Него се случи, може се случи често. Затоа се викат и експерименти. Можеме да го повториме експериментот, да го направиме експериментот, па да погледнеме повторно дали да видиме што може да се случи. Што ќе направиме сега? Истата постапка, прво ќе земеме, ќе го истуриме оцетот од шишето. Да си ставиме ръкавици. Значи, ова да знаете составен дел на секој експеримент. Само еден момент. Ја повторуваме истата постапка. Сега кога гледаме дека ни е веќе потенко балончето, ставаме помалку оцет, ќе ставиме исто така помалку сода бикарбона, бидејќи притисокот на тенкиот балон, кој што моментално е сега ни се најде во работилницата, не може да се издржи. Ќе земам друго балонче, сега ќе балончето.
Кога ќе видите дека нешто потенко, взимаме, значи, убаво ќе го растегнам балонот. Ќе вземам сода бикарбонат. Ќе ставам половина кисичка сода бикарбонат. Доколку ставате една полна лажица, ќе ставите половина лажица. Битно е ефектот да се постигне. Сега ќе се обидеме, значи, на вториот начин. И го расшириме балончето. И ќе се обидеме да изсведеме. Еве. Сега гледаме дека не ни пука балонот. Балонот сам се надува, а тоа значи дека сега се застапени трите агрегатни состави, гасовите агрегатна состава, цврстата содата бикарбонат, течната оцетот и гасовитата агрегатна состојба, која што е јаглеродниот диоксид. Можеме да забележиме дека балонот може да ја менува неговата форма, односно дека гасот ја менува неговата форма. Волуменот кој што се наоѓа во гасот, ќе кажеме дека е исполнет во балонот, исто така и во шишето. Ова е таа активност. Како рефлексија можете да кажете, значи, како ние луѓето можеме да влијаеме да го намалиме загадувањето на животната средина. Сега ще морам само малко да го изчистам уредот. Така ќе продолжам со следната активност. Затоа работа секогаш треба да имате подлога. Која ќе ја користиме. За следнава наша активност која што ќе ја користиме е доста интересна активност. Во оваа активност има повеќе стандарди, значи може да се опфатат за повеќе оделенија, загадување на вода, струење на вода, смеси и така натака. За оваа активност да спроведеме, ќе направиме со овие неколку состојки повеќе активности. Најпрво нешто што ќе направиме, ќе земеме во еден бокал и ставиме вода. Може да биде вода од чешма, може да биде дистилирана вода. Обично вода ставаме. Водата ја ставаме на страна, дека да се обидеме од смесата, значи учениците, значи да набројат различни смесици пред нивниот живот, масло, сол, вода, оцет, зачини и така натака. Меѓутоа да видиме сега да научиме нешто со загадувачите, за растворувачите и за материите, оние материи и субстанции кои што се растворливи. За оваа намена прво ќе ми биде потребно улје. Јас користам бебешко улје. Моментално имам бебешко улје. Многу користам бебешкото улје, бидејќи е бело, прозирно и дека ефектот ми е поголем. Маслото кое што го стави, значи за маслото, моментално кое што го ставив, ќе ми биде потребно да земам хранбена боја, ставам ракавица. И ќе се обидам да ставам прехранбена боја. Ставам момента да видите го. Прво во смесите ќе погледнам за прехранбените бои. Ставам малку
Крвена приправена боја. И става малку. Повеќе зелена приправена боја. Можете да забележите на камерата, можете тука да забележите дека бојата се раствара во маслото. Значи, маслото не се раствара со бојата. Остануваат така, доколку е течна прехрамбената боја, ќе останат како точки. И се обидеме да ја измешаме до полошно текче. Или ако имате нешто за мешање, да видиме дали може да се промеша. И забележиме повторно, погледнете само какви кристали се прават, дека бојата не се меша во маслото. И оставено е, дали може да се види на горната камера, дали може да се види дека бојата е целосно останата долу, дека не се раствора во маслото. Остават со вода, така се надевам, ќе го додадам целото масло со мешавина од бојата. За поголем ефект да имаме, вие со вашите ученици ќе правите во мала пластична чаша. Во мала пластична чаша ќе стават, значи, половина чаша ќе наполнат со вода, а остатокот од чашата, значи, не остатокот од чашата, туку една третина од чашата ќе ја наполните со масло. Можете сега да забележите, да погледате на камера, како маслото станува прозирно. Еви на оваа камера ќе видиме, како маслото не ја менува својата боја. Нема боја во маслото, е прозирно, а водата е растворлива субстанца и таа се раствора со маслото. Значи, цела површина со вода е обоена, додека маслото станува прозирно. Потоа, ќе дискутирате со учениците за струите во морињата и океаните, во која насока се движат, во хоризонтална насока се движат, и за начинот додека се движат, како ги потонуваат предметите и суштествата и повторно излегуваат на површината за водата. Ова е многу битна компонента, многу битно за учениците да знаат како настануваат струите и како можат струите да се, како се појавуваат струите во морињата и во океаните. За ова ви е потребно една шумлива таблета. Јас сега на секој ученик, вие во вашата во неговата чаша ќе стави по една шумлива таблета. Јас сепак тука за да бидат посликовите ќе ставам повеќе шумливи таблети, а вие ќе го гледате делот кај што се наоѓа маслото, како се појавуваат струите. Ќе почекаме малку. Гледаме на почетокот како имаме, само убаво да го доловам моментот да видам, уште не е почната. Дали е долова? Одлично. И сега можеме да погледнеме на маслото кое што не е прозирно, полека како делуваат струите. Конкретно шумливата таблета не делува на струите. И како ги привлекуваат предметите? Телефон дали може напред да се погледне? Мекам дека може да се погледне како, значи, предметите подат струите надолу и се враќаат повторно нагоре. Мораме да напоменеме дека струите се движат во различни насоки, коси насоки, хоризонтални насоки, меѓутоа дека постојат во водите. Така, оваа активност во составен дел од овие компоненти
можеме да направиме уште една активност, која што се нарекува загадување на водите. Дори можеме да направиме и струите. Нека да ги оставиме струите. Можеме да загледаме како во морињата, океаните се прават пеништа така од струите кои што се наоѓаат. За оваа активност повторно ќе искористиме вода. Ставиме малку вода. Водата да провериме дали се раствора со маслото, односно конкретно. Учениците, значи, ќе набројуваат различни смеси од секојдневниот живот, од кои што се состои, значи водата, оцетот и нивното мешање. Потоа ќе дискутираме за загадената вода и кои се загадувачи на водата, за испуштањето на бензините од бродовите во морињата и океаните, за животинскиот и растителниот свет кој живее на површината на водата. Дали би можеле да преживеат? Ставиме масло. Да предпоставиме дека ова масло што го ставаме е нафтата и бензинот од испуштените бродови кои што се наоѓаат, кои испуштаат во морињата и во океаните. Можеме да забележиме повторно дека маслото и водата не се меша. За да направиме повторно посликови пристап, да направиме на дечињата, повторно зимата одозгора ставате прехранбена боја. Мазите повторно. Забележувате дека, погледнете каква убава слика е дадена. Бојата во маслото не се меша, паѓа долу во водата, се надам се гледа така, паѓа долу во водата, водата се меша, значи водата е растворувач, се растворува маслото, бојата со водата, а маслото останува неговата боја, односно прозирно. Сега, како пример, ќе земеме. Можете да земете монистри, јас конкретно ќе земам куинска хартија, која што ми е во улога на рибите кои што живеат на површината на водата, птиците кои што живеат на површината на водата, има многу растенија кои што знаеме дека живеат на површината на водата. Дали би можеле да преживеат или не? Учениците ќе го учат и ќе заклучат дека полесните предмети остануваат во маслото, дека не пропаѓаат долу, додека потешките предмети може да пропадат, односно дека рибите, животинскиот свет и растителниот свет кој живее на површината на водата нема да преживее и ќе остане во маслото. А на тој начин доаѓа до загадување на животинскиот свет. Заклучуваат дека животинскиот и растителниот свет останува во маслото, не може да дишат и на крај тие умираат. Ви благодарам за ова. Се надевам дека овој експеримент би се допадна. Само да видиме со времето какво е. И сега, ова е активност на која што ми се потребни 2 балони, запалка. Едниот балон го полниме под јак влас со вода. Само еден момент да земам балони. Едниот балон го полниме под јак влас на вода, а другиот балон го дуваме, го вртиме во јазот. Едниот балон, кој што е надуван, исполнет со газ, кој што е лесен, а вториот балон ќе го наполниме со вода. Овдека ги научат учениците треба да знаат да ги наведат и објаснат факторите кои влијаат брзината на испарувањето, топлината, допирната површина, струењето на воздухот. С учениците на почеток ќе дискутирате за значењето на океаните во апсорбција на топлина, како и за влијанието на глобалното затоплување, за начинот на кој се создаваат ефектите на стаплената градина, емисиите за штетните гасови и зголемувањето на температурата на планетата Земја, која што многу штетно влие врз човекот.
Сега, за оваа активност, наведам лесна, меѓутоа неколку лесна, едниот балон го исполнуваме со вода. Балонот треба да се истегне претходно и да го исполнет со вода, што е поголем балонот има поголема течност, а вториот балон го надуваме со газ. Да видиме, значи, што би се случи. Прво ќе се обидеме, а балонот кој што е надуван со газ, да го запалиме, да видиме дали ќе има промена на балонот. Можеме да забележиме дека газта се расшири насекаде во воздухот, дека газот се расширува поради тоа што потребно е да частичките на газот се наоѓаат во поголемо меѓусебно растојание и лесно се шири. Да погледнеме што ќе се случи со балонот кој што е исполнет со вода. Можеме да го запатиме. Забележуваме дека балонот не пука. Односно, потребно е водата да дојде до степен на вриење, за да може балонот да пукне. Исто така, частичките кои што се наоѓаат во течна агрегатна состојба се блиску едно до други и поради тоа потребно да стигне водата до степен на вриење, балонот да пукне. Потребен е подолг период со помош на загревање на частичките од течна агрегатна состојба да преминат во гасовита агрегатна состојба и потоа балонот да пукне. Благодарам, наведам лесна активност, но сепак ова се експерименти, активности кои што на учениците им се доста интересни и сметам од искуството кој што го имаме ние и нашите наставници, им се премногу интересни и сакаат да прават разнообразни активности. Многу е битно со учениците заедно да работат или во парови или во групи, или некои ученици индивидуално, значи тука активности бара да се изведат, меѓутоа директно учениците да ги изведуваат самите активности. Како последна активност, се надам дека добро стоиме со времето, како последна активност која што сакам да ви ја покажам, оваа активност не ја наведовме, бидејќи се потребни повеќе состојки. Оваа активност се нарекува джиновски меур. Овдека ќе биде потребно директно со учениците заедно да изведете активноста, односно е малку барат поголем ангажман активноста. Во еден сат ставате. Активноста ќе ја имате, можете да отворите на екологик страната на предначникот, ја има цела активност, доколку ви се допадне. 6 чаши, пластични чаши, дистилирана вода. Тоа е прилика скоро 1 литро вода. Мора да биде дистилирана вода. Водата ќе ја промешате, ќе ја измешате внимателно со половина чаша ченкарно брашно. Ченкарно брашно. Видите да ги ставам тука. Половина чаша ченкарно брашно. Внимателно помешувате и гледате да не правите многу неурчиња да има. Активноста е доста интересна, дечињата многу ја сакаат. Да видиме само дали се наоѓа во центарот. Дали е добро. Од кој се промеша пченкарното брашно и ставаме останатите состојки. Една лажица пecivo или едно пecivo. Гледам самата смеса која што доаѓа, промешуваме. Во меѓувреме ставаме половина чаша течен детергент. И една лажица глицерин. Секојаш треба да имате до вас
Просто, што ќе ги остават да работите. Добро помешуваме. Вака направената смеса, која што ќе направите, ќе оставите 1 час да отстои, повремено мешање за временото 1 час, бидејќи некои од состојките може да пропаднат долу, да се наталожат, да пропаднат тоа. Ние имаме направена смеса, пред 1 час се направивме смесата и нешто повеќе од 1 час се направивме смесата, која што сега ќе се обидеме да го направиме джиновскиот мел. За смесата, додека да ја правиме, и ми биде потребна помош. Прво само да покажам како се направи джиновскиот мел. Прво ќе земам со 2 цевки, потребно ми е, и коноп, може волница, конец може исто така да биде 8 пати подолг од цевката, од должината на една цевка. Ќе ви покажам на најлесен начин како може тоа да се изведе. Значи може да го направите со волница, може да го направите со волница, со коноп и со конец. Со конец е малку. Според мене активноста малку е повеќе се леки, конецот потешко се изведува. Земате конопот, врзувате на јазо. Сега, дали може само на јазо, ја дека ќе изведам ракавиците. Едната страна од конопот ја врзуваме на јазо. Така. И остатокот од јазовот ќе го заврземе за цевката. Другата страна од конопот исто така ја врзуваме за јазов, но при тоа внимавате. Како што ќе биде јазовот да не ви се пребиткува конопот. Конопот го заврзувате со 2 цевки. Убаво го стегате. Другата страна го заврзена. Се пократок јазовот. Мора да биде малку подолг јазовот. Битно е, ќе се обидете неколку пати. Првите неколку минути од активноста нема да се направи джиновскиот мел. Треба убаво да се натопи конопот, за да се направи и да се спроведе джиновскиот мел. Ние имаме направено веќе јазов, можеме да го натопам убаво конопот. Конопот треба да биде убаво натопен. Првите неколку активности нема да ви бидат, првите неколку минути нема да пукне добро. Сега да стави се погледне, да почекаме, да видиме неколку пати, значи нема да не биде успешно, да потоа ќе биде успешно, да помош ќе си поварате од еденце, се врати понапред. Значи активноста внимателно да земеме конопот, да го откриваме од другиот дел на конопот. И ќе ви пукне, може ли пукне балонот? Втора шанса. Како? Втора шанса, да. Ова неколку пати ќе го повторите, значи неколку пати ќе пука балонот, се додека не се натопи убаво јазовот и не прими од конопот убаво од смесата. Потребно ви е простор доле каде што ќе се натопи, каде што ќе да отложат вода, меѓутоа радоста на учениците е голема. Да се скачат. Почнува. Можеме да погледнеме сега види како се отвара. Дали се гледа балонот меловот? Еве го меловот.
Ова е, значи, како мало меурче, активноста ја покриваат сите ученици, се до крај, на крај ќе дојде еден голем меур, колку што ви е то порок. Ќе внимавате, значи да не се мислам дека и оваа активност на учениците е една од најинтересните класи. Тоа е се за денеска од мене. Активностите кои што ги направивме, се надевам дека ми се допаѓаат овие активности. Имаме уште многу активности кои што се подкрепени со стандардите од БРО кои што се дадени, кои што се доста интересни, но тоа ќе биде во нека наредна прилика. Ви благодарам многу. Благодариме Билјана и ние за успешно извршените активности и успешно направените експерименти, за трудот кој што го вложите. Сега на крај ќе дадеме завршен збор на директорот Никола да се обрати. Повелете, Никола. Дали се слушаме, Никола? Се слушаме сега? Да, сега ве слушаме. Повелете едно ваше завршно обраќање. Бидејќи веќе бев во просторијата и мала асистенција давав кон Билјана за последниот експеримент. Во поглед на завршни зборови, јас само би мотивирал што е можно повеќе да користите вакви типови на активности, дали овие, дали некои други, независно со кој на децата ќе им ги представите различните природни процеси и различните ефекти од процесите кои се случуваат дали по природен пат, дали како реакција на човеково влијание. Меѓутоа, во секој случај, барем нашето мото е да учиме преку пракса, односно да го практикуваме искуственото учење во основното образование и во предучилишното образование поготово. Така да ви благодарам уште еднаш што бевте дел од овој вебинар и дефинитивно ќе се гледаме многу почесто во иднина, бидејќи ваков тип на активности како овие денеска, буквално во нашата дата база ги има стотици. Дел, како што кажа Билјана, се веќе одобрени и дел од моментално 3 прирачници кои ги имаме направено, одобрени од БРО и се сместени во 3 прирачници, еден за предшколско образование, другите се за основно образование, односно за вас наменети. Така да, освен тие вкупно на број 80 на 90 на активности, спремаме уште многу стотици активности кои ќе бидат достапни и како видео и како сценарија за час. Така да, според нас, многу ќе ви ја олесни работата доколку сакате да ги користите. И како последно би сакал нешто да ви најавам, што во моментов го работиме со Екологик, а тоа е една дигитална алатка, еден софтвер да речеме на некој начин, кој многу би ви ги олеснил да работите при изборот на одредена активност, времето кога да ја правите, сезоната и локацијата. Така да нема да навлегувам многу во детали за оваа алатка, меѓутоа едно што можам да кажеме дека од септември сите ќе ја имате достапна на вашите телефони, така да потом нека помине малку време, сакам чисто да ви најавам. Ама прекрасна алатка која дефинитивно ќе ви го олесни работењето и планирањето на ваков тип на активности. Благодарам уште веднаш. Ви благодарам и на вас. Пред самиот крај, само уште едно подсетување до сите што не слушавте, да го пополните формуларот што предходно Наташа го сподели во чет. Благодарам на Никола и на Билјана за исцрпното излагање, за успешните експерименти. Благодарам на сите што не следевте и верувам дека голем дел од овие експерименти ние наставниците ги имаме применети и ќе ги примениме и повторно во нашите училници. Се гледаме до следниот вебинар. Се најдобро. Поздрав!